Пред некој ден лежам по дома и одеднаш како гром од ветро на него. Бам, и техније рецепт. Облакање, станување од кревет, правец да купам состојки, влагам у месара, викам дај ми ги најголемите кременадли што ти си ги видел у живот. Вика имам одговор за тебе. Пази батката што ми даде. Сте виделе овај кременадли? Baby beef кременадли. Така баре дей. За почеток, зијаме едно добро лепче, седно како ке најдете, меѓутоа леп ко леп, досаден, као да го направиш поинтересен. Го сечеш и правиш брускети. Го зијам најголемо плекче од лимона пред мене и си ги редиш лепчињата. Бабачко брускетки. Маслиново ги поливам добро. Бел бивер. Денес си имаме работа со бел бивер. Да сите помалце. Солца, исто помалце. И ги ставам на јака рерна да фатат боичка. Грил тавчето од делимано. Го ставам на рингла со загрејан. Го чекам значи да постигне некаква температура. Кога ќе почне да се црвенува рачката, индикаторот, тогаш му ставаш маслиново. Значи не го ставаш однапред да гори. Многу битна работа. Еден длабок сад, кременадла по кременадла. Маслиново од двете страни и состојката што ја мора да има у секој рецепт телешко месо, ворчесто. Потопувате. Втората кременадла, истата постапка, маслиново, ворчестерче. Сол не му ставате сега, затоа што ќе го направи месото тегаво. Значи сол ставаме, тек кој ќе влезат да се журкаат у тавата. Тавата е загреана, малку маслиново пропорско и ги спуштам кременадлија. Слушај. Журче. Превртувам, значи многу често. Што е тајната? Морате месото го превртувате често, затоа што кога му пушташ топлина, сите сокови бегаат горе. И ако го оставиш, ќе се исуши, ќе биде тегаво, нема чини. Ако го превртуваш често, иде горе, па ти го вртуваш, горе, соковите се вртат у месото и е џусти, вкусно. Тек сега му ставам околу 50 грама путер. Малце тука. Малце тука. Додам уште малку маслиново. Лукче, околу 3 чешниња, грубо, на 3-4 пати. И пуштам у зејтинот. Пази ја сега магија што се случува. Со лажица го дигате тавчето со соверан крај сосот и путерот од згоре. Врз кременадли. Превртувам уште еднаш. Истото е од оваа страна. Печешна температура малку посилна од средна. Тек сега им додавам малку рузмарин. Ја имам сушен, вие ако имате свеж, играјте со свеж. Им додавам малце бел бивер и малку сол. Исто го повторувате од двете страни. Хоп. И цело време ги залевате со путерчево. Брускетите джам готови, овој пат не се изгорени. Ајде спреме салатче се. Краставица една. Крајевите идат надвор. По должина ја сечете. Лажичка ја вадите средината.
Срединава ја вадите за да не ви пушта вода и онака не е толку корисна. Најкорисното во овакви производи како краставица и тиквица ви се наоѓа на милиметар под лушпата. Да знаете, значи брускетија кога не ви изгорат, ги печете околу 10 на минути, не поише. Доволно е, колку фати корка само лепчето. Деца, оваа кременадла ја не би ја препекол, не би ја направил добро печено. Ја бе јадол медиум. Али, за наш вкус, ние си сакаме да си добро испечено, па така и ќе направам. Салатицава ја префрлам у едно зделиче, копарче, ситно, украсавичката, солца, маслиново, малку балсамико. И сега промешуваш. Кременадливе ми изгледаат као добро печени. Гасам. Многу битна работа за кременадлата. Мора да ја оставите да се изедначат соковите. Како зборев? Горе, доле, они не знаат кај терат. Мора да се изедначат. Чим е вака потврда, значи е добро печено. Брускетчиња, најубавите. Комплетно се согласувам со оние што викаат дека не треба да се испече до крај. Мене така поиќе ми се допаѓа, меѓутоа сега идеме by the book. Абе не ви бе. Ќе да си го сликам мастерписот. Туто комплето. Пријателчиња мој, ова е мојот биф за вас. Направете го, 100% нема згрчите. Едно од моите омилени јадења. Секој што ќе го проба ќе стане негово омилено јадење. Се гледаме, чао.